Додека чекав ред за гласање на моето избирачко место, го запозна дедо Ангеле, кој има 84 години. Тој поминал многу. Живеел во време на војни, во времења кога немало компјутери ни мобилни телефони, кога нашиот народ се борел за слобода и за екзистенција. Кога ќе се сетам на еден таков живот и колку пати многумина мислеле дека нешто е невозможно, тие луѓе, таа генерација која поминувала многу, ни докажува дека се е возможно. Тие ни докажале дека надежта и борбата, без разлика на условите, се во нашата крв. Да се бориме за подобро, за нашите правдини, за добар живот, за својата Македонија. Кога дедо Ангеле видел земја која сакале да ја ограбат и да ја поробат, видел издружен народ кој се бори за своето, за својата земја. Значи, возможно е. Кога видел сиромашти и макотрпна работа по полињата, видел и луѓе кои не се плашат да работат за да го прехранат своето семејство. Значи, возможно е. Кога видел инфлација и војни во регионот и народ желен за слобода, народот покажал храброст и се обединил за подобар живот. Значи, возможно е. Кога Симон Трпчевски го освојува светот и музицира во Токио, Њу Йорк, Лондон, се покажа дека е возможно. Кога Диме Мурато го освои Монтеверест и го развива македонското сонце на покривот на светот, се покажа дека е возможно. Кога пред неговото време еден учител со страшна визија за еднината рекол: "Јас го разбирам светот како поле на културен надпревар меѓу народите", и се борел за тоа во што верувал. Значи, возможно е. Ни сиве овие години, се што видел дедо Ангеле, се заснова на една работа. Македонија може да се промени. Таа промена зависи, почитувани, од нас. Македонија, дојдовме до овде, но има уште многу пред нас. Денес треба да се прашуваме на друга работа. Како би изгледал идниот век за нашите деца? Ко моите деца ја имаат таа среќа да живеат долго колку дедо Ангеле, каква промена тие ќе видат? Каков прогрес ние ќе имаме направено? Ова е шанса да го покажеме тоа. Ова е нашиот момент, моментот на новата генерација. Ова е нашето време да покажеме како се работи, да отвориме работни места, да го зголемиме стандардот, да ги подобриме здравството, да покажеме грижа за земјоделците, за социјалците, за пензионерите, младите, професорите, докторите, полицајците, војниците, за работниците, бизнисмените, за идните генерации да видат од што сме направени и дека во нашите жили, крв и месо, има нешто останато од оние заради кои го имаме ова што го имаме. Да ги отвориме вратите на можностите за нашите деца, да го вратиме просперитетот, да ја вратиме државата на граѓаните, да ја чувствуваат за нивна, дека ги слуша и почитува, и дека ги вреднува и работи за нив. Ајде заедно да го создадеме македонскиот сон, составен од фундаменталната вистина која е содржана во Крушевскиот манифест, која повикува на заедништво, да станеме од многу едно. И кога ќе не сретнат со цинизам и подценување, и кога ќе ни кажуваат дека не можеме, ние ќе одговориме гордо и со крената глава: можеме и ќе победиме.